гостин во Република ТВ доктор Горан Николов, специјалист интернист, субспецијалист кардиолог од Центарот за внатрешни болести срце. Добар ден, доктор Николов. Добар ден. Разговараме денеска за кардиоваскуларните болести. Што се кардиоваскуларните болести? Терминот кардиоваскуларни болести подразбира заболување на срцето и крвните садови. Крвните садови се вклучуваат и артериските и венските крвни садови. Значи, многу заболувања влијаат на срцево-садовите заболувања. Меѓутоа, кога го спомнуваме терминот кардиоваскуларни заболувања, секогаш мислиме на атеросклерозата. Значи, тоа е многу асоцирано со тоа заболување. Атеросклерозата во суштина представува еден процес на старење на крвните садови, каде што постојано имаме таложење на масноти во крвните садови, понатака калциум, колаген, значи сврзно ткиво, воспалителни станици, со едно последователно стеснување на крвните садови. Во зависност од тоа која регија е зафатена, кои крвни садови се зафатени, ќе настане заболувањето. Ако се зафатени крвните садови на мозокот, ќе имаме мозочен удар, дамла, шлок, познат кај народот, или пак ако се зафатени крвните садови кои го исхрануваат срцевиот мускул, значи коронарната болест, ќе имаме појава на коронарна артериска болест кај народот позната како ангина пекторис. Значи, карактеристично за овие заболувања е што сите они имаат слични причинители, слични механизми на настанување и сличен третман. Зошто кардиоваскуларните болести уште се најголема причина за смртност во светот, а и кај нас? Така. Значи, точно кардиоваскуларните заболувања се, можеме да кажеме, убиец број 1 кај човекот. Повеќе од 17 милиони луѓе во светот умираат на годишно ниво како последица на срцево-садовните заболувања. Значи, тоа е повеќе од заболувањата од карциномот. Иако стопата на смртност на кардиоваскуларните болести опаѓа во развиените земји, таа е во еден голем пораст во неразвиените земји. Значи, процентот на прерана смрт во развиените земји, како што кажав, опаѓа, таа некаде околу 4%, додека во неразвиените земји таа е некаде до фрапантни 42%. Исто така, тука би сакал да апострофирам дека преваленцата, значи бројот на застапеност на заболувања кај жените од кардиоваскуларни заболувања денеска е во огромен пораст. И мораме да кажеме дека смртноста кај жените од кардиоваскуларни заболувања е 8 пати поголема него од ракот на дојката. Ние знаеме дека ракот на дојката и гениталите се водечките карциноми кај жените. Значи, може да замислите колку е овој пораст голем. Кои се ризик факторите за кардиоваскуларните заболувања? Ризик фактори за кардиоваскуларни заболувања ги делиме на две форми. Имаме така наречени немодифицирачки ризик фактори и модифицирачки ризик фактори. Во немодифицирачките фактори спаѓаат полот. Општо е познато дека мажите повеќе страдат од срцево-садовите заболувања. Понатака возраста, со старењето, ризикот за кардиоваскуларни заболувања се зголемува. Понатака, следниот немилив ризик фактор представува генетиката или наследството. Така да познато е дека во некои семејства умираат луѓето помлади, значи од прерана кардијална смрт. Во модифицирачките фактори би ги кажал на прво место пушењето. Пушењето е еден од големите ризик фактори за настанување на кардиоваскуларни заболувања. Понатака дебелината или гојноста и таа представува ризик фактор за кардиоваскуларни заболувања. Покачениот крвен притисок, покачените масноти во крвта, диабетот, исто така се ризик фактори за... Меѓутоа, ова се модифицирачки, значи на нив можеме да делуваме со лекови, со промена во животниот стил и така натаму. Значи, за среќа, овие се спаѓаат во групата на модифицирачки фактори. Она што е карактеристично, нека во последно време се намалува границата, значи на луѓето кои
заболуваат од кардиоваскуларни болести. Значи се поместува практично на под 40 години. Ако порано таа граница значуваше меѓу 55 и 60, сега нов тренд, да кажеме, е под 40 години. Зошто е тоа така? Значи, кардиоваскуларните заболувања ги напаѓаат луѓето, би рекол, во полна работна сила. Оно што вие го рековте, таа граница е многу поместена. Не само по 40 години. Ние сега на нашиот последен состанок на Македонското здружение на кардиолози имавме еден случај кој го реферирава колегите. Имавме акутен инфаркт кај еден млад маж од 26 години, ве молам, значи таа граница се повеќе се поместува. Значи, познато дека оштетувањето почетни на крвните садови започнуваат во младост, во адолесценцијата. Сега, зашто таа граница е поместена? Значи, денешниот начин на живење, стресот, понатака физичката неактивност, значи седаторниот начин на живење, понатака пушењето, понатака прекомерната телесна тежина, сето тоа допринесува да кај луѓето доаѓа до така наречено предвремено старење на крвните садови. Знаете, ние збориме за една акцелерирана, забрзана атеросклероза. Ние пред некој ден имавме еден пациент кој имаше 35 годишен маж. Неговите крвни садови беа на ниво на 60 годишна особа. Значи, неговата биолошка старост на крвните садови не корелираше со неговата хронолошка старост. Значи, затоа се померува оваа старосна граница за настанување на овие кардиоваскуларни заболувања. Кои се начините на лекување? Кои се начините на лекување за кардиоваскуларните заболувања? Вака, ние збориме за некоја примарна и секундарна превенција. Јас сега на почетокот би го апострофирал секундарната превенција на кардиоваскуларните заболувања. Тоа подразбира пациенти, луѓе кои веќе имаат етаблирано, кои веќе имаат докажано заболување. Имале мозочен удар, имале срцев удар, имале инфаркт на миокардот. Значи, сега битно е да тие луѓе не добијат повторна атака, да не добијат реинфаркт, да не добијат повторно мозочен инсулт. Значи, сепак пак ќе се вратиме на оние ризик фактори. Значи, ние мораме да направиме модификација на животниот стил. Значи, ако еден човек бил гоен, ако бил дебел, да ослабе, да се движи повеќе, значи тој седаторен начин на живење, наместо да седите пред телевизија, пред екраните, вие пола сат ќе излезете во една прошетка на свеж воздух, едно брзо одење, брзо пешачење, или ќе одите со велосипед на своето работно место, или ќе одите пешки. Значи, тоа е многу битно за современиот човек, физичката активност е многу битна, значи да превенираме и секако да ги ставиме сите оние заболувања под контрола кои се основните заболувања. Ако човек има хипертензија, да го третираме неговиот крвен притисок, понатака ако има зголемени масноти, да ги срозаме, да ги намалиме неговите масноти во крвта. Ако е диабетичар, секако диабетот да биде, ние велиме оптимизација на диабетот со помош на лекови, со помош на инсулин. Значи сите тие, јас како многу пати имам обичај да кажам на нашите пациенти, сите змии во организмот, сите ризик фактори да ги ставиме под контрола. Значи тоа имаме фармаколошки и нефармаколошки мерки. Нефармаколошките беа хигиено-диететскиот режим, а фармаколошките се секако медикаментите. Друг начин на лекување е интервентната кардиологија. Кога се интервенира, нели лејците велат оној преглед со жица, нели со катетер, се гледа колку и каде се затнати крвните садови. Значи таа метода не е само диагностичка, него таа е и исцелителна. Значи вие гледате колку има затнување, меѓутоа може да инсталирате стент, значи да поставите ендоваскуларна протеза и да настане излекување на пациентот. Меѓутоа, кај некои пациенти тоа не е така. Ние го правиме тој синтакс скор и гледаме колку има зафатеност на крвни садови, дали е повеќе садовна болест, кој тип на лезии се, и ако тоа не е поволно за стентирање, тогаш иде на кардиоваскуларна хирургија, односно се правиат премостници, се прави байпас хирургијата, значи хируршка реваскуларизација на миокардот, на срцевиот мускул. Како да ги превенираме заболувањата?
Значи, неопходни се примерни превентивни напори од детството. Значи, со усвојување на едни здрави навики од детството, одржување на идеалната телесна тежина, со здрава линија на телото, понатака физичка активност, вежбање, бавење со спорт. Значи, тоа треба на младите уште да им се втемели уште од раната детска возраст. Избегнување на штетните навики како што е пушењето, здравата исхрана, значи повеќе зеленчук, повеќе овоштие. Сето тоа се мерки за превенирање на атеросклерозата со претпоставка за еден здрав и долговечен живот. Доктор Николов, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и за вашиот покажан интерес.